Втородневник на Канал Плюс во 20 часот. Добро вечер. На почеток да погледнеме кои настани го одбележаа денешниот ден. За 3 дена истекува рокот за аплицирање за паричен надомест за субвенционирано вработување на лицата во социјален ризик. Дали и на кој начин општините може да се задолжуваат со продажба на обврзници? Општина Штип и Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев со заеднички проект за овој вид финансирање на општините. Штипскиот адвокат 3 пати продавал еден автомобил, оштетил тројца и незаконски стекнал 1.300.000 динари. Штипјанец пригазил старица во Куманово. За 3 дена истекува рокот за аплицирање за условен паричен надомест за субвенционирано вработување. Ова активна мерка е насочена кон вработување пред се на лицата во социјален ризик и деца без родители. За 3 дена завршува рокот за поднесување за користење на условен паричен надоместок за субвенционирано вработување во сите центри за вработување. Во оваа програма за субвенционирано вработување може да се вклучат лицата што се во ризик на социјална исклученост со обезбедување на субвенции за плата за период од 6 месеци и обврзување за работодавачите, овие лица да ги задржат во работен однос уште најмалку дополнителни 6 месеци. Услов за нивно внесување на апликација е да бидат корисници на социјална парична помош, лица кои до својата 18 годишна возраст биле деца без родители и родителска грижа, лица кои во средното образование биле корисници на условен паричен надоместок. Потоа членови на семејства кои се корисници или на социјална парична помош или на детски додаток, лица кои во последните 15 години биле корисници на државна стипендија и чисто месечен семеен приход е понизок од 50% од просечната нето плата исплатена во Република Македонија за претходната година, лица до 29 годишна возраст, чисто месечен семеен приход е исто така понизок од 50% од просечната нето плата исплатена во Република Македонија. Друга целна група се лица жртви на семејно насилство сместени во шелтер центрите. Сите овие лица треба да бидат регистрирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија како невработени лица кои активно бараат работа. Во програмата може да се вклучат сите работодавачи кои што ги исполнуваат следните услови. Потребно е работодавачот да не го има намалено бројот на вработени и да нема неисплатени плати и придонеси од плата последователно за 2 месеци. Од агенцијата апелираат до сите заинтересирани лица и работодавачи да ги проучат можностите за користење на условниот паричен надоместок за субвенционирано вработување и да се пријават во надлежните центри. До 27 јули компаниите може да аплицираат за санација и дислокација на десниот колектор во село Оризари, Кочанско. Се работи за проект во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, координирана од Фармахем и финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Секој заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице понудувач кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзан со предметот на договорот за спроведување на програмската активност за изработка на санација и дислокација на десен колектор во село Оризари, општина Кочани, може до 27 јули да аплицира на јавниот повик распишан за овој проект како носител да го реализира. Станува збор за спроведување на постапка за доделување договор за набавка на работи за санација и дислокација на десен колектор во село Оризари, општина Кочани, која се одвива преку Центарот за Источен плански регион. Носителот на набавката кој ќе биде избран откако ќе бидат утврдени поволностите е должен да ги изведе предвидените работи предмет на договорот во рок од 100 календарски дена. Проектот е од големо значење за заштита на животната средина. Значи секој проект од општината мораше да биде поврзан со зачувување на природата и нејзино одржливо управување. Само во тој случај парите од швајцарската амбасада може да се користат, а тоа беше токму проектот во село Оризари. Ако колекторот е од поплавите оштетен, тоа значи изливање на отпадните води по самиот терен или во самата река. Имаше, голем смрад
може да дојде до било какви заразни болести. Овој проект е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија. Денес договорот за соработка подпишаа општина Штип и економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Општината и факултетот ќе работат на проект за финансирање на општините преку општински обврзници. Денеска локалната самоуправа во општина Штип заедно со представници на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев ставиат подпис на меморандумот за соработка согласно проектот кој се однесува за општински обврзници и профитабилни проекти без финансиски обврски. Денеска го склучуваме овој меморандум кој што представува официјален почеток на оно што пред некое време од општина Штип беше прифатено со волност да биде извршено и да се учествува во како во истражувањата, така и во резултатите кои што ќе произлезат од овој проект. Значи, овие обврзници се нешто што е познато веќе во општините, меѓутоа во Македонија се уште нема успешна, официјално реализирана општинска обврзница и за таа цел за нас представува дополнителен предизвик како научна фела, која што цели кон тоа да даде реална имплементираност на дадените и добиени резултати. Целта е општините да издаваат општински обврзници за капитални инвестиции и колку тие обврзници може да бидат сигурен начин на финансирање, место кредити да се даваат обврзници. Знаете дека парите се многу значени и битни за да може да реализирате некои проекти кои од вас ги барат граѓаните. Денеска парите се скапи. Ако најдете добар начин, алтернативен начин да добиете ефтини свежи пари, по било кој основ, па макар било тоа обврзници кои општината ќе биде на некој начин задолжен со тие обврзници, со кои ќе заврши некои инфраструктурни објекти, мислам дека тоа е нешто добро. Јас лично се надевам дека финалниот резултат од тоа истражување ќе биде општините во Република Македонија да имаат и алтернативни можности да добијат пари. Тие пари да бидат ефтини и со тие пари да се завршат големи инфраструктурни објекти. Мислам дека за мене тоа е прифатливо како истражување и ќе се вложиме како локална администрација максимално, ќе дадеме нашата логистика целосна и на крајот се она што ќе резултира како еден финален извештај ќе биде поволен за сите општини во Република Македонија. Во општина Штип недостасува соодветна спортска сала која досега не е направена. Потребна е брана на река Отиња, комплетен систем за прочистување на отпадните води, па сега со истражувањето на економскиот факултет се надеваме дека замислените проекти ќе се реализираат и ќе се најде алтернатива за финансирање, вели градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев. Во истражувањето ќе бидат вклучени општините кои се збратимени со општина Штип, професори и студенти од економскиот факултет. Јавното предпријатие ИСР ја плати последната рата од кредитот од Европската банка за обнова и развој. Како наследен долг на јавното предпријатие сега останува каматата, чија динамика за исплаќање се уште не е утврдена. Раздолжувањето на ИСР не е закана за извршување на тековните активности, вели директорот Бојаджиев. Штипското јавно предпријатие ИСАР денес ја исплати последната рата од кредитот од Европската банка за обнова и развој, наследен од поранешните раководства и неплаќан со години. Последната рата изнесуваше 8 милиони денари, ние успеавме, ги заштедивме овие пари, денес доспеа ратата утрово и денес ја плативме ратата. Ова е последна рата од кредитот, останува уште каматата, значи тоа за некој што не плаќал во минатото, преговараме за каматата на начинот како ќе ја платиме и кои ќе бидат условите за плаќање. Останува за плаќање каматата во висина од околу 1,5 милион евра. Наследените долгови не ги доведуваат во прашање ниту тековните проекти на ова јавно предпријатие, ниту платите на вработените, вели директорот на ИСАР. Ова нема да го поремети, значи примањето на личниот доход на вработените во јавното предпријатие ИСАР, тие својата плата ќе ја добиваат на први, нема да го поремети нашите проекти кои што ги имаме зацртано заедно со градоначалникот до крај да ги истераме и нема да поремети плаќањето на електричната енергија која е 4 милиони денара месечно на јавното предпријатие ИСАР. Инаку досега се исплатени околу 80 милиони денари од вкупниот долг на Министерството за финансии, односно ЕБОР. Тежок период за овошките и лозијата. Сушата на истокот со децении прави проблеми кај овошните дрвца и лозијата. На удар на екстремно високите температури и сушите се јаболките, крушите и оревите. Сушниот период во Штипскиот регион се репризира речиси една деценија наназад. Екстремните температури, освен за луѓето, се опасни за растителниот свет, посебно за оние видови од кои човекот очекува плодови. Тоа се овошките и лозовите насади.
Меѓутоа и кај нив едни се поотпорни, други помалку. Може да кажа за Штипска поиздржливи, може да се каже товошки се, значи бадемот, црешата тука и кајсијата. Значи тука црешата калемена на горупла, тоа е дива подлука која е стварно многу отпорна на сушата и која даде многу резултати од пракса и секаде каде што има овоштани калемена група, значи има одличен резултат. Круши на горници, баш на горници е исто така издржлива, исто така тука бадемот, исто бадемот калемен на самоник бадем, значи див бадем, исто така издржлива и кајсијата може да се калеми на дзерзелија која има секаде. Повеќето од овоштарите знаат дека овошките се штедливи корисници на кореновата влага од почвата, но доколку сушата потрае подолго, се јавуваат следните симптоми. Симптомите на дека нема влага е појава на жолтини ликави лисја. Доколку гледате самата овошка е весела добре, појава на прореденост на жолтиников лист е први симптоми дека е влагата во почвата, достапната влага во почва е намалена. Во едни вакви услови се поставува прашањето кое количество вода може да ги спаси овошките од целосно угинување. Доколку има наводнување, треба се да интервенира, значи зависно и од самото вошка, значи секоја вошка има различна заливна норма, различно бара вода, значи да речеме, јабуките, крушите барат значи поголема заливна норма, значи тука некаде може да 50 литри на дрвце може да кажеме, заливна норма тоа и тоа треба континуирано да биде да речеме може би тука на месец дена да биде, зависно од временските услови. Еден од условите за да се задржи таа влагата, значи каде што нема, збореме за овоштаници без наводнување, е плитка обработка на почвата. Во последно време и кај нас, слично како во развиениот свет, почна да се применува системот за наводнување капка по капка, кој се покажа како најефикасен во долгите лета. Меѓутоа, природните појави се непредвидливи, па на водата како на скапоцен дар од природата ќе мора да посветиме поголемо внимание. Во преден план тука се компензационите акумулации во кои ќе се акумулира вода во периодот на врнежи, а потоа ќе се користи кога за тоа ќе има потреба. Нашите таленти, како по некое непишано правило, секогаш се препознаени надвор од државата, но не и дома. Еден таков скриен талент со 2 издадени книги зад себе и повеќе награди од меѓународни фестивали е Слагена Атанасова, поетеса од Виничко Блатец. Две големи загради. Скромноста на младата поетеса Слагена Атанасова го крие нејзиниот поетски ген кој по се изгледа го препознаваат на секаде низ светот, но најмалку меѓу домашните сограѓани. Со 2 издадени поетски збирки зад себе и неколку објавени на странски, но не и на македонски јазик, оваа млада девојка родена во Блатец кариерата реши да ја бара во големиот град, а од време на време да одговара и на поканите од културните институции во Виница. Деновиве нејзините стихови беа увертира во изложбата на Ване Костуранов, а нејзиното присуство повод да се подсетиме на нејзиното творештво. Првата книга ја напишав на 16 години, Керубин во крчмата. Беше многу интересно, тоа е поезија во проза, пола. И како идеја и како концепт уште на тие години самата со себе се барав, се уште се барав. Сега повторно се навраќам на тие интуитивни моменти и втората ја објавив 2009 Луѓе во вакуум. Таа е со илустрации од повеќе сликари и поезија во проза. Нашите таленти, како по некое непишано правило, секогаш се препознаени надвор од државата, но не и дома. Нејзините награди се од меѓународни, а многу ретко од домашни фестивали. Пред известно време бев поканета во Украина на фестивалот Терапоетика. Тоа беше многу голем фестивал, најголем во Украина, каде што присуствува врвни поети од целиот свет. Јас бев представник од Македонија. Таму ја добив наградата за добра интерпретација на дел од творештвото, кој што го представив таму, а представив голем дел бидејќи траеше подолго. Беше интересно, добро искуство. Наградата е да објавам книга на украински јазик преку самит на книга.
И тоа беше многу големо убаво искуство. Поезијата која ми е објавена таму е во терапоетика на англиски јазик. Имам објавено поезија на албански јазик во Дите најмете фестивалот во Тирана. Тоа беше минатата година се одржа на бугарски јазик, на англиски, на украински. За поетот нема конкретна инспирација, бидејќи е жива и не пресушува, а после издавањето на првите две поетски збирки, слагена е во процес на преведување на сите странски објави и нивно комплетирање во едно ново македонско дело. СВР Штип поднесе 3 кривични пријави против штипски адвокат со иницијали НН поради сомнение дека сторил оштетување, туги права и измама. 3 пати го продал својот автомобил и заработил 1.340.000 денари. 3 кривични пријави против познат штипски адвокат НН, 42 години, поднесе секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство. Собствениот автомобил марка Голф го продал на 2 лица од Штип со склучени договори за купопродажба на истото возило на 9.9 и 22.10.2014 година, но без при тоа да биде извршена промена на податоците во сообраќајната дозвола. Сектор за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе 3 кривични пријави против познат штипски адвокат НН 42 годишен поради постоење на основано сомнение дека сторил 2 кривични дела оштетување туги права и кривично дело измама. Имено, пријавениот со намера за себе со намера да го спречи остварувањето на правото врз патничкото моторно возило Голф, негова собственост, а кое право го имале 2 лица од Штип со склучени договори за купопродажба на патничкото моторно возило Голф на 9.9.2014 и 22.10.2014 година, но без да биде извршена промена на податоците во сообраќајната дозвола. На 18.3.2015 година со измамнички действија незаконски го отуѓил патничкото моторно возило Голф со договор за купопродажба на патничкото моторно возило на трето лице од Штип, кога извршил и промена на податоците за собственост на сообраќајната дозвола. Адвокатот автомобилот го продал и на трето лице од Штип. При тоа ги променил податоците за собственост во сообраќајна дозвола, но пријавениот со намера повторно да го задржи автомобилот за него, отишол во домот на оштетеното лице, му го побарал автомобилот за услуга да патува и да го врати истиот ден, со што го довел во заблуда оштетениот и на 9.6.2015 година го зел и не го вратил повеќе возилото. Адвокатот се стекнал со противправна корист во износ од 1.340.000 денари. Истрагата и потрагата е во тек. Оркестарот Чоровци од село Црник, Пехчевско, го понесе епитетот за најдобар оркестар на 5-то јубилејно издание на фестивалот на дувачки оркестри. Во 4 фестивалски вечери Пехчево беше домакин на над 4.000 посетители. Оркестарот Чоровци од село Црник, Пехчевско ја освои првата награда на надпреварот за најдобри дувачки оркестри, кој се одржа во рамки на 5-то јубилејно издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2015. Тие заедно со второпласираните, оркестарот Млади таленти од Штип, ќе ја представуваат Македонија на 55-то издание на фестивалот Гуча во Република Србија, додека трето пласиран беше штипскиот оркестар Берхан. Точно изведената композиција со примеси од Малешевијата, зададена од стручната жири комисија составена од врвни музичари и професори на Музичката академија, ја воодушеви и комисијата и публиката, која го наполни плоштадот во Пехчево на 4-та фестивалска вечер резервирана за надпреварот. Инаку 4 фестивалски вечери во Пехчево примамија над 40.000 гости, бројка која ги надмина очекувањата и на организаторот Општина Пехчево и на градоначалникот Поповски. Од посетата на граѓани сме презадоволни. Претходниве 3 вечери имаше премногу народ надвор од нашите очекувања и со тоа мислам дека веќе конечно постигнавме еден голем резултат од тоа што го посакувавме. По некоја пресметка секоја вечер имавме отприлика околу 10 и повеќе илјади посетители. Како специјален гостин на последната 4-та финална вечер беше пејачот Миле Кузмановски, кој по прогласувањето на победникот на најдобрите оркестри ја забавуваше публиката во Пехчево до доцните ноќни часови.
Унгарски војници започнале да ја подигнуваат контроверзната ограда на границата со Србија за да се спречат мигрантите да влегуваат во Унгарија. Унгарија е во Шенген зоната, што значи дека ако мигрантите влезат во таа земја, можат слободно да се движат во другите земји кои се дел од Шенген зоната. Од почетокот на годинава во Унгарија се регистрирани над 78.000 мигранти кои илегално ја минале границата. Силите за безбедност во Мароко ликвидираа терористичка група од 7 луѓе поврзани со екстремистичката исламска држава. Нивни лидер бил џихадист кој одлежал во затвор заради врски со Ал-Каеда во Ирак. Операцијата ја извршило Централното биро за судска истрага формирано во март оваа година за борба со криминал и терористички закани. САД планираат оваа есен да започнат со обука на украински војници откако заврши првата програма за подготовка на безбедносни сили на Украинското министерство за внатрешни работи. Обуката ќе се состои од тактички вештини, техники за заштита на животот на војниците и операции во многу тешки услови. Најмалку 27 лица загинаа, 29 се повредени денеска во стампедо, кој е предизвикано од верници за време на хиндуверскиот фестивал на капењето во јужниот дел на Индија. Инцидентот се случил при обид на верниците да си ги земат своите чевли кои во метежот паднале во светата река Годавари. По 18-дневни интензивни и повремено тензични преговори, светските сили и Иран денеска постигнаа историски договор за ограничување на иранската нуклеарна програма. Договорот ќе го спречи Иран да произведе доволно материјал за нуклеарно оружје уште најмалку 10 години и наметнува нови услови за контрола на иранските нуклеарни објекти, вклучително и на војните. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија одреди популарни цени за надпреварот Македонија-Шпанија. Фудбалската федерација на Македонија во период до 25 август 2015 година ќе овозможи сите љубители на репрезентативниот фудбал да купат по промотивна цена билет за надпреварот Македонија против Шпанија, една од најдобрите репрезентации во светот. Неголемиот дел од билетите се со цена од 150 денари на источната и западната трибина, до 300 денари на северниот и јужниот дел од трибината. Сосема мал дел од билетите ќе бидат со цена од 400 денари. Фудбалската федерација на Македонија се реши за овие популарни и исклучително ниски цени, со цел да се овозможи овој надпревар во живо да го гледат што поголем број на љубители на фудбалот, и тоа на ден кој е посебен за македонскиот народ, 8 септември, ден на независноста на Македонија. На 8 септември сите на стадион заедно да навиваме и да ги бодриме нашите репрезентативци. Цените се по промотивна цена до 25 август. Лицата кои рекреативно спортуваат од следниот месец ќе може да направат бесплатен преглед на спортска медицина, соопшти министерот за здравство Никола Тодоров. Со новата мерка, како што соопшти Тодоров, ќе бидат опфатени околу 25.000 лица на возраст од 14 до 29 години кои аматерски се занимаваат со спорт. Во основниот пакет на прегледи спаѓа ЕКГ преглед, хематолошки и уринарен статус, основна крвна слика, мерење на масното ткиво, мускулната и коскената маса. Според Тодоров, спортските прегледи имаат цел да им дадат препораки на лицата кои спортуваат во однос на исхраната, како и за начинот и за интензитетот со кој треба да се одвива тренингот. Статистичките податоци на Институтот за јавно здравје во Македонија укажуваат дека 60,5% од машката популација и 47,8% од женската популација на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, што е последица на нередовната физичка активност. Според податоците од Мој термин, во изминатите 6 месеци били извршени вкупно 8.199 прегледи на спортска медицина со упат, а половина од нив, односно 3.911 лица, биле на возраст од 14 до 29 години. Во најголем дел станува збор за лица кои професионално тренираат или тренираат во некој од спортските клубови во државата, истакна министерот Тодоров. Тодоров истакна дека со отворањето на спортските сали во изминатиот период се зголеми интересот за рекреативните спортски активности и дека очекува оваа мерка на министерството да им овозможи на младите спортски рекреативци да го заштитат и подобрат своето здравје. Со спортските информации го завршуваме дневникот. Останете се во програмата на Канал Плюс. Пријатна вечер.